Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Ајде со твоите политички теми, тебе молам напуштете. Убав викенд, Тинка. Убав викенд, чао, чао. Продолжен, чао и уживај. Добро вечер. Добре дојдовте, така е, пред продолжениот викенд и за нас, а и за вас. Одиме со еден час добра забава на телевизија. Впрочем, како што знаете, така и денеска петочки, ки имате можност добро да се насмеете, опуштите во новото издание Никој како. Така е. И овој пат имаме интересни гости, оние кои што не следат редовно веќе ги знаат нивните имиња. Знаеме дека ќе биде забавно, игрите се тука, прашањата се тука. Се е подготвено, само треба да ви соопштиме кои ќе ни бидат гости. Како ќе ги најавиме, како мајка и син, или? Мајка и син, ама само за емисија. Само за емисија, така е. Има тука различни размислувања на нели различни генерации. Така е. Ќе биде интересно да се позборува, а посебно ќе ја начнеме темата за она што е актуелно е поврзано со TikTok и оние дечиња кои што завршија во болница заради предизвици, а точно ни одговара односно и двајцата гости на овој другиот кој што е со нели тие генерација Z постојано и верувам дека ќе има свој коментар и на таа тема. Да, а и примери кои. Значи, мајката е Анита Даева, синот е DJ Боно. Мајка, Јас мајка како си го носи детето. да не ме разберат погрешно, добре ни дојдовте. Но кога нели да, добре ни дојде, Боно. Здраво, Боно. Значи, Да се објасниме да, пред околу синот и почетокот на мајката. емисијата, Анита го прашува Боно колку години имаш и нели Боно кажува и Анита како може мајка да ти бидам добре. Затоа што син ми е толку постаре дури од него, да. И одлично што се погодивте така, зашто ќе можеме да разврземе различни теми па да видиме како размислуваат нели и Не само на помлади Анита и на мене повозрасни. можеш син да ми Повозрастни вие што се родени порано. Порано што се роди. Не реков старите ѓути се. Да. Малку повозрастните како нас. Со каква Ој, сме млади. генерација? Да, ние сме генерација Генерација сте, почитувана. аман бе, таа генерација, луда Прекрасна. генерација. Прекрасна, да. Анита. И квалитетна Фали, генерација се фали, гледа. фали. Од приложеното се гледа, Така е, така да така се е. испофалиме. Боно, како си? Па ја шокират, значи ја не знаев дека мајка ми ќе дое со мене. Ме изненадивте, мамо не требаше вака да биде. Па сега мајка е за да изненадува Да, синка. фала. Нова година идете, моламе на Мерцедес ушеден да ми купиш, ако може. Ајде, имаш? Може, ама некој друго ново. Нема, тоа е таа нова генерација од Мерцедес и се барат и И айфони. чекам оца со Мерцедесот од ова, од диджејството како? Да, од диджејството, да. Сериозен си? Да, скрос. Колку време? Веќе 9 години сум детска Добро. анимација правам, Добро. а низ клубовиве сум околу 7-8 години низ Македонија. И се тргаше на страна? Па да, не спиеш, не јадеш и ќе си купиш. Така е, браво, секоја чест и Гледаш? добар пример. Добро. Да, сите пари се вложени се или у коли, или у студио, или у 9 години облека. не си јаден? Не, мама ми прави дома. Мама ми прави дома банички, малце си имам и качено килажа, дури ова ми е ел, има фем, ама ја смени, викам не можам на емисија со ем. Емо од 7 оделение нема се. Значи, оној феномен во новата генерација, ја морам јавно да го пофалам, значи има и кои што го сакаат и кои што не го сакаат, но тоа е секогаш со сите оние кои што А добро, се не е убаво помеѓу сите да нив. сакаат, Така е. нели? И нема дете кој што не го знае и не сака да присуствува на забава, зборам за за оние детски родители, оние кои што се да речеме од колку Боно од 8 до кај Почнуваат од 5 искрено, некои Стварно, од родители пет? со нивна нели ризик на дали ќе има или ќе нема забава и до кај 13-14. Јас сум пуштал и на постари, ама тие се помалку. Добро, тоа си и во клубовите и така натаму ти си ја тераш таа диджејска кариера, но збориме за ова време каде што нели сите ние кои што имаме деца на таа возраст имаме проблем со организирање на Како роден да денот, организираш, нели се до некаде 5 се игротека. Тука таа некоја Мини празнина не генерација, знаеш како да. да ја пополниш, или е кино, или е Која куглање, содржина за да задржи внимание, да, си да кафичек, тренираш уште рано, нели, за прерано. такво нешто.
И некако сме во таква конфузија како да го организираш роденденот. Така да одлично си се уклопи во сето тоа. Секоја чест, а и децата уживаат, да, со таа анимација. Таму не си диџеј класик. Не сум класичен диџеј, анимирам баш она и имам некои цели да ги научам нешто што треба, ама за жал ако тој не сака да го прими самото дете информацијата што јас му ја нудам. Но треба да бидеш пример и вредностите вистински. Давам се од себе, ама некогаш не е само до нас. Треба и родители да се презнаат до Америка како. И кога сме ке тие вредности, ја одмак ја наметнам таа актуелна вест која што се појави, додуша тоа не е сега. 16 деца биле повредени. Да, во вести веројатно ќе има многу повеќе детали, но она што ни е нели целта е докаде се отиде со социјалните мрежи, со TikTok-от, имавме и сведоци, бевме на уште пострашни нели примери. Но еве ова повторно актуализира дали треба, докаде треба да се забрани, колку родителите треба да им дозволат на децата на социјалните мрежи без контрола, па и со контрола колку тие треба да видат на телефоните и што се може да им се појави и да видат. Овој пример со оној нели како се вика, предизвик. Предизвик Супермен. Да. Супермен е предизвик. И во оново муабет пред емисија, кога нели сакав и му спомнав дека ќе зборуваме во емисија, ми вика да тоа се случуваше и пред некој ден на роден ден. Супермен ја дури го спречив одма само што го видов. На роден ден. Да, се спремат, ама 40 деца се спремат. Да, ќе те уклопиме, да. Не можеш да претпоставаш. Да, и се шокира, викам, чекај, што се дешава, ја мене дека ми текне. Објасни на мајка ти што се дешава. Мамо, значи ја отидов И на повозрастните дека објаснија што страшно е и дека треба да се превземе нешто на вистина и во еве и во ваква забавна емисија. задача нешто да. Не, они се спремаат самите, не те ни прашуваат што се случува, оно пред роденденот да почне, ја додека пијаме на вода да се намонтирал звучници свеживо и диво и они нешто гледам се фаќаат едни за едни за рака. Шо прават се, викам, ај вајле ќе имаат видео, ќе снимаат како славеникот влегува и ќе му дадат аплауз. Нешто како вид на свадба, знаеш кога победува. Да. И си викам, ајде нема врска, и само денес го гледам скока врз нив. И викам, шо прават овие, они Супермен го прават. Одма викам на микрофон, Супермен, он тука е, така и они ги тргаат рацата и он дете паѓа. глава може да се удри со тежина, ако е детето премногу мало, а скокне големо дете, самите деца ќе се ударат прво со глава у глава, физика, ама физика очигледно никој не презема. Ама физика може да биде Не се размислува на Не се размислува уопште. Ја ги гледам и криви наставниците, бе, кога го видиш искаре го зајмо неоправдан, стави му не знам, може да пусти ни наставници, пошто родителот ќе рече ти што му викаш на моето дете? Така е. Значи до ја ова на вистина живееме во тажно родителиве ги гледам криви ја за се. општество и Мајка ми татко ми да ми го да не ми дале мене внимание што да правам, да не ми обрнале, ја никогаш не могам да стигнам. Тука ќе сум работа нека друга работа, сигурно нема да биде ваква и ваква успешно да додедам до таков момент. може да замислиме што ќе очекуваме следниве генерации кои што се нонстоп на социјални Не, мрежи. подобро да не мислиш. Подобро да не размислиме. Да. Страшно. Што правите 17 и 15 да се вратиме ние на овие наши повесели теми? Се. Да, стварно што преш ручача? Да, пред да дојдам, значи да ви кажам од Сабајле што Ајде. Вечер сум на роденден кај другарка ми, ќе си ја поздравам, тоа ми е комашинката Песка Слави, наша генерација. Браво. Весна те сакам највише на свет, одам за Велес. Супер. Претходно нели треба да се набави подарок, да се набави цвеќе, треба да се однесе кола на сервис. Јоце Панов ќе пее, го поздравуваме него. Сега што се нудиш песка, ти оди уште со мали. Уште на дедоците не сум го пуштал, искрено. Замисли у пензионерски дом, диџеј Боно. Се чуда. Мајките ми Некој нека дедо, кој си? ја имам Јовано Чија Јованке дете си? сега. Изборот ми беше, значи Ајде. отидов да испазарам, да направам за ручек, направив рижото, значи требаше стековите да се средат, поризо да се свари печурките, се тоа после да се соедини. Го земав син ми од работа, отидовме дома, го направив јадењето, го оставив тука до салон да не спомнувам да го земе автомобилот. Добра. И дојдов тука. И супер сум. Добра си. Добра си, што правиш во однос на ракомет и ова и она? Ги имаш некои врски сега во моментот? Не, тоа го немаме веќе. Клубот Голден Арт во кој што работе за жал сгасна заради катастрофалните ситуации кои што се случуваат во македонскиот ракомет и за кои што никој нема срце да збори и да каже. Меѓутоа кога вложуваш и кога гледаш дека некој те тегне и намерно прави да не те биде, тоа ги демотивира првенствено децата, малку повозрасните и потоа сите оние кои што одвојуваат од своето време, од своите финанси за да направат нешто добро. Меѓутоа кога се е тука подмитено и платено и еден диригира, тогаш работите се такви какви што се. А што работиш друго? Се работам кате, само не плетам, друго се работам. Највише сум во моментов насочена на пишување на текстови, моментално ме нема по медиумите, да. На Анита Љумаковска многу добро помина она. А и она зборуваше овде за татковците темата. да. Оста Сите кои подсетиме што за само жал така. ги Богум без изгубивте. Богум се вика песната.
За гледачите ти да треба кажеме за текстови за гледачите. песни. Така, пишува. текстови, да, текстови за песни. Последното нешто, односно предпоследното. Вчера снимавме со алтернатор една наменска за Свети Никола, Печалбарска. Таа ќе ја слушнеме до Свети Никола, значи до 18 декември. Ме прашате конкретно за Анета песната, Збогум без Богум се вика, тоа е песна која што е посветена на мојот татко, на таткото на Анета и на сите ние кои што си ги, кои што си ги немаме татковците. И знаеш кога почна татко ми, иако е ова забавна емисија, тоа сето е живот, рационална сум, реална сум, не е заминат и тоа е мојот став и одам и на гробиште и на мама и викам не, он тука, он е некаде и така живеам. Спомените се нели тука и кога отидов во Велес, другарка ми ме чека, нели само што дојдов, мама ми кажа, 8 го слушам, 9 го нема, страшно. И само на другарка ми рекол, кажи ми дека не е вистина и од тука ми почна целата приказна за песната. Ама со песната вечно ни се живи плюс. И многу сум среќна затоа што им се допадна на луѓето, не само како квалитетна песна, затоа што сите ние си имаме некој кој што си немаме и од тука е сето тоа. Да, нормално, секој како ќе ја доживее. Песната е почит, ништо. Повеќе си насочена кон народњаците? Кон народњаците, да, повеќе кон луѓево кои што се во народната музика и многу ми убаво да ви кажам, и тие се задоволни, јас сум задоволна, едноставно си се чудам дека толку добро можам нешто да завршам работа, а што е насловено како пишување на текстови. Браво. Среќна сум. Среќна сум, исполнува и академију. Не, сега ќе ти кажам како почева со текстовите. Све некои работи лоши зборам, меѓутоа тоа ми се случувало во животот, ако ме гледате вака карпа. Имав една лоша ситуација со прајот со син ми, после тоа 5 години не знаев кај се наоѓам, што се наоѓам и ми рекол дека морам умот да го насочам во нешто за да излезам од таа ситуација. И така почнав со песните. Буквално не е онаа физичка активност, туку умствено да размислуваш и полека се сеќавам, Бог да го прости, тоа што ќе го спомнам, првите текстови немај. Имаше една стара лисица се викаше песната, Водопад од солзи, другата се викаше и му ги праќам на Тоше. Анитке, како ќе го испеаме ова? Цела приказна си напишала, мораш да го ставиш во некоја рамка. И малку по малку. Учиш од секого помалку. Да, веќе имам преку 120 сигурно. Ги урам исто. Браво. Знаеш што ги поврзува сега Боно и Анита? Љубовта мајчинска. Љубовта мајчинска. Мерцедесот за нова година. Не, намерно насочив и ја прашав дали само за народни песни. Уште ти Боно пред да биде диџеј знаеш дека најчесто само за народни, иначе не дека немам и поп. знаеш дека Боно почетоците му се на гајда и имаат завршено музичко, он е еден од ретките диџеи кој што има музичко завршено. Со гајда, уклучуваш ли тоа миксетите? Не, направивме ремикс на неколку народни стари песни, супер не поминува низ градовите. Нема за жал прегледи, бидејќи знаете у Македонија Чекај, ма така заврши гајда, има кај нас. Убаво кажа цела приказна сега, ајде за. Гајда почнав да свирам од кога стануваме на Сабајле, на татко му викам, тато, дојде еден дедо кај мене у сон, тоа да ми бил прадедо ми, Петко ми рече, ти ќе свириш гајда. Јас станам, татко ми сутепа од смење. Стварно во сон дека ти. Да бе, што знаеш бе ти како е, што е гајда, ја му цртам на лист. Не сум ни видел. Вика нема шанс и он ме истрча кај татко му, пошто на татко му е татко му Петко. Што си го спомнам? Абе вака и вака вика детево гајда. Та дедо ми за куферите од Битола, он у Прилеп кај Љубен, поздрав до гајдаџијата што прави гајдурки. Ми ја купи, ми ја донесе и ја жив радосен, топ, супер, викам и почнав кај Стевче Стојковски. А кај Стевче учеш? Да, и тоа пред 10-15 години. И потоа кај Бајса преминав, а во меѓувреме го начекав изоладжијата Джелјо, стариот, и он ми предаваше, па и уште 2-3 професори. Тука едно набиено знаење од сите нив, ама за жал не продолжив. Најчесто другарите. И гледај зошто. Другарите ми викаа, абе, селјачка музика, што ти е тоа? Зошто? За вистина. Сега не можеме од Австралија да го слечкаме. Сега кога ми размислам финансиски, толку пари ќе сум направил до сега што Мерцедес ќе сум дал на другарчиња да возат, Ама не се заборава Не тоа. само парите, и љубовта. Пример ви Ако кажам. те врзало нешто, нели, посебно за тој инструмент. Никој не може да те одврати. Така. Да. И А сега тамо знаеш да свириш? Не се заборава. Може малце да немаш Да ти треба капацитет на плуќата, да немаш она стамина на англиски, како се вика, не ми текнува на македонски. Стамина, окей. Не можам од толку што ми работи брзо мозокот на 300 страни, не ми текнува како беше на македонски. На кинески може. Кинг. И не продолжи за жал, а во тоа време беше многу беше актуелноста, почнаа нигде никаде во Македонија да се дознава за диџејството како гранка на овакво, на работа. Оно имало диџеј во Македонија во тоа време, ама кај нас тоа стигнува преку интернет децата. Ја тогаш бев 7 години, 8 години, мама и тато не дава да славиме роденден. Гајда кога свириш? Гајда исто на 5-6.
Исто, Пет, исто. шест Се години тоа паралелно, паралелно ги развивав двете гранки, ама овде некако побрзо најдов успех. Најверојатно, не знам дали Чекај, ама тоа од 7 години почна ништо да правиш, да учиш, од Да, кога татко ми учиш? Гајда купи свирила 5 миксети и појачала дома. Чудо сум родила. Леле, Анике. Комшиите не спија 24/7, ја ги убив. Комшиве у шок. Од сега имаат гајда, после имаат диско. Па дури и доаѓа и професори свиревме на озвучењето, тоа цело мало слушаше тамо, Тинке, Катинке, Јовано, Јованке, тоа све беше. И ни дозволија мама и тато да славиме родендени дома, под услов само да не идеме низ градовиве негде кај што не гледаат. И ние имавме секоја година 2 родендени, од кои имаше 120 деца дома. Не можам да ви објаснам вие 120 деца што се случуваше дома. И хаос беше. Ја тука немаше кој да пушта музика и ја бев единствено што ја познава опремата. И така ме завикаа диџеј. И многу ми беше интересно. Не ме викаа селјакот со гајдата, Подобре диџеј. Тоа е таа детска комуникација што правиме. А зашто Бона? Мама ме едношка седиме и вика, мамо, скратено сите ме викаат Боки. Вика, каков Боки? Вика, кој 13-ка, нема шанси, вика. Ќе се пишеш Боно, вика. Ја вика, мамо ме, поздрав. Се пишеш Боно. Поздрав до Боки. Поздрав Боки, немој да се љутиш, таа мама така ми каза. И вика, мамо, зашо не Боки? Ја вика, каков Боки, тој 13, нема шанси. Ја не знаеш што е тоа 13, 15, 16. Викам, добро ме као ќе каже, мамо право, и толку, нема врски. Така Затоа се донесе на емисија. Се пише и остана. Да. И уште нешто само да прашам и почнуваме со прашања други, мислам овие нашиве. Од кога почна тоа да знаеш дека може би тоа околу родендани детски така натаму е нешто на начин кое на треба заработка. Се почна кога мама ми се јавила на телефон, завршив. Сериозен си? Да, завршив. Од кога се пиша Боно? Завршив средно, прво учев прва и втора година во Штип. Многу бев среќен, многу професори да ги поздравам, тоа со љубов работа таму. Извини, од таму се? Не, од тука сум од Скопје. А зашто ти до Штип? Ме запиша мама и тато у Штип бидејќи тука немав просек како дете, не бев примерен, туку не сакав да учам, ми интересираше само музика. Музичко имав петка и друго да не ме интересираше. Музичко во Штип? Да, прва и втора. А до основно Кирил учев у центар, пошто мама и тата таму имаат трафика, на Суцка. И таму ме запиша за да може да ме контролират. Ама ја ништо не сакав, само дај ми гајда да свирам, друго не ме интересирало. И историја бев многу јак. И после тоа кога дојдов да се запишам, ми викаат, абе просек немаш. Вика, знаете у Македонија како живе, вика татичко ќе среди, ќе влезеш ти на музичка. Ама ја влегувам у Коце Металец. Леле, мајко мила беше таму. Влагам таму, татко ми за 7 дена дознава ја со кои сум се задружил со овие, со ние. Вика, слушај, ја сеќа направам, ти нема да завршиш у Коце Металец, што сака некај. О, тамо куферите ме носи у Штип, Но ме само да те запишува. поправам да не се сватиме погрешно. Коце Металец сега е Сега е одлично. екстра. Сега е школа за пример. Да. Тогашка беше школа што немаше надеж. Тогаш аз од Коце, Да. Сега е, не знам, ја не го ни препознавам, кога бев неколку пати, дури се видов класните и со тамо Многу сите. добри смерови има. Да. Јас сега ги подружувам сите да се запишат тамо. Тоа е иднината. Да, заради Тоа е тоа што има иднината. обични ученици, стварно, да, знаме. И се вратив тука во средното, тука у Скопје, кој ќе се запише на музичкото у Скопје, не знам, психијатрија ќе ви треба да завршите. Совеч, да. Лечење комплекси до ненормален. Со муабети ќе дојдеш на приватни часови, па ќе ти ставам двојка до тамо ти да работите, значи бизнис и шеми развртени меѓу нив, нема врска, се живи и здрави, јас завршив, се спасив, за наредни велика си Ама не е знаат. убаво нели за новите генерации. Страшна работа, уопште. И мама ми вика, слушај, бе, Борја не вика, бара диџеј, вика на едно место каде што мој пријател од факултет се знае, кон ќе излезе од местото, ја викам, кој е место Трен? Вика, мама, ја не знам ни кај се наоѓа. Ама мама знае. Ама вика, ти немај гајле, вика, ќе ти давам. Мама менаџер ти е. Да. Мајка ми е причината зашто станав Ама и Боно, успешен Си диџеј. кажа. Најуспешен во детските родендини, да се поправам. Запиши се синко како најуспешен. И одам таму, влагам ја доле поранешно парадизо, Пеџа и Гроздан, газди таму менаџерка беше тогаш Стефи, поздрав до нејза. Да, трен поранешно се. Симињам доле ми вика, ти ли си за диџеј? Ме наследи, пошто ја пред 15 години. Ти што викаш, мама ме прати. Ја не знам, вика, мама ме прати. Ај, вика, влези, ако знаеш да се поврзаш, ќе бидеш, пошто не беа они како ти ќе бидеш и нема никој друг. Него беа си заслужиш местото, да Многу пробаш. јасно, така и треба. И ја доаѓам, гледам миксети, ја викам, шо, нема гајле, ова од секој ден, но го правам па се поврзав, прва песна која може 3 чаше. Рага, леле, викам, шо зборите бе, какви 3 чаше? 7 години викам слава, 3 чаше. Рага, викам, мајки бе, викам, родители бе. Терај, нема гајле. Добро. И од тамо се шокирав ја тој ден. Како викам на детски роденден и ваква музика. Добро. И од тогаш кога се сватив дека луѓето што се сакаат, тоа ќе се слушаат, викам. Океј.
Тоа е тоа. Да не продолжуваме понатаму. Се шокирам, се шокирам. Добро, Воно. Шоковите ќе бидат поголеми. Така е. Ајде сега со овие наши прашања, интересни прашања, како и до сега што си имавме разговор, Супер, но се на различни интересни ситуации, нели? Дали некогаш си се сокрил од некој само за да избегнеш разговор? Ете ги даме Ајде, таму размисли. има. Ова тука треба да не. кремаме. Аха, само Ова е за кремаме. мене, ова е за... Да, ако има нешто интересно поврзана ситуација, би сакале нели да чуеме? Па не можам да... Ете го. Како се скри? Не. Слушај, само за разговор или после? Не, се скри за После се. журка си бегал. Само глава да не ме боли, да не ја слушам. Не, мама. Не, мама гара. Чимло да Па не искрено и од шефици, и од менаџери, и од мене, и од... Он non-stop се Значи крие. не сум тука, Не сум позади тука, миксета, да. така? Океј, јас тоа е, се е во Да, ред, само се да е не во те ред. слушам. И он не на чат пат се криел, кога ќе ми се јави. Леле, кога ќе ми кажу 5 за 12, не можам, не сум достапен. Мама ми кажа да не идам Ајде, денес. малку родителски така го карам, така да тоа не му одговара. Да. Дали никогаш сте побегнале од часови во училишта? Не. Вака повеќе. Се каам. И се кажеш. Се каам, да, немало потреба. Немало Не, секогаш тоа било организирано, моите бегства највише биле поврзани. Ќе го спомнам затоа што во времето кога учев во Велешка гимназија Кочо Рацин, паралелно имав часови по германски, затоа што професорката беше единствена Лесна Земја Црвенпанова, која што предаваше буквално на цел Велес. И гледаш жената некој да се организира за да може да излезе во пресрет на сите училишта и на основни и на средни, конкретно зборувам за средно училиште. Часовите по германски ми се поклопуваа со термините по тренинзи одбег. Ајде. И што да ви кажам? Изборот беше спорт. Entschuldigung. Немав избор. Entschuldigung. Ја. Ја. И одбојката си го направи своето, си одев, значи, на одбојка на Добро, германски не оправдано. одев. Не си и бегала оправдано. за по кафичите, Не, сум бегала за најголемата љубов. спортот. Така е. Така е, добро. Дали некој ще изеле цела торта? Ама не наеднаш. Како? Па не на екс, не можеш да ексираш тортата. Не можеш. Па кој е помалечка, можеш? Сега зависи како е сваќаш ти тортата, не знам. Бројна тавче 40, 34. Име Ма слушај, 20 нека. Долго да ме, сега не е цела, не е цела. Не сумава, нема шанси цела да нема излезеш. цела, не цела, Добро. али добра количина. Ке нема запрам после. Нема ни проблем. Мама знае да изеде целата. Али сега се прави дека Не, цела не, значи... Увек кога ќе ми купи за родење, ја нема фрижидер. Дефинитивно Мислам само. останува барем едно парче. Да си Не стан сум дома свекич. сама, не сум дома За сама. утре. Не бе за утре, за свекичката пред да јадам ја дувам, А, што го добро, правиш добро. редоследот обратен. Добро. Знаете ли што му си наслучено не јаде никогаш чоколадна торта, знаеш ли од кога? Била со другарча, не вајда немам ни се најде, се надевам. Отишла во Мите Богуевски и таму нели цело друштво и они отишле во првата сладкарница да купат една торта и да ги почекаат другарчињама да јадат торта. И купиле цела чоколадна торта и мак со другата страна мојот е и вика пробај, убава, за да не им дадат на другите изеле цела. Се убиле од повраќање и од тогаш не јаде никако чоколадна некоја торта. била, иначе Гарант. нема зашто. Нема ништо. Може ја изгустирали више благо торта, Нема, така. цела торта да изедеш, нема. Затоа ти викам. Така да јадеш и да ја изедеш. Зависи Цела колку била торта. блага. Да, невидено. Дали некогаш сте измешале сол и шеќер? Во рецепт. Заедно. Во рецепт, во рецепт тоа Во не. кафе да, во рецепт не. Не? Не, во рецепт не. Добро. Не затоа што на друго место ми стои, а он претпоставувам дека не му давам него да се бурич колку Јас само музика мешам, песна со песна. Сол со вегета и со шекер не сум ни видел. Шеќер на Сте го шеќер. оставили никогаш вклучен телефонот на важен настан, дечки? Зборуваме за кино, театар. Не, и секогаш кога има кашетивко. нешто задолжително гасете телефони, не се случило никогаш и највише што ме нервира тоа, Да. посебно на погреби, пее попот тажен момент и само слушаш телефони, не знам. Да, јас да. Си го оставил вклучен? Да, ја морам да го оставам телефонот вклучен бидејќи ме бараат или дечки родендени, имам и агенција моја DJ, ме бараат за настапи да организираат или за мој и секој момент очекувам митам повик од некого, пошто сите ми се по терен, нешто И се сега ти случи. е вклучен кино, телефон? кога Не, седиш ти моментално не. уклучен? Во кино не идам, имам дома Netflix и си гледам Netflix. Добро Ма не да е ја исто. зборам за некој настан На каде што треба да е концерт тивко. некаде, не знам, Сегде освен кај вас во телевизија, освен во телевизија ми е исклучен на Бечуно, а на друго место ми е онлайн. И имам и навика на сред пуштање музика се јавам. Да средам на 5 секунди, мислам, пуштам музика. Средам на тоа 5 никој не го секунди. слуша. Да, не го друго е во слуша, тишината, не. Што се не дешава, звони таму телефон. имаш проблем, добро, тој баре го да го реши, пошто зависат некои работи од мене зависи информацијата да, ако не ја пренесам, они не знаат што да прават делом нив. Значи,
давам инструкции, значи еве имам и аниматори под моја капа, што викам, и диџеи, артисти, значи и мораш да бидеш достапен, нема шанси. Сега губат и они пари, ја губам пари. Достапност е друго е да го слушаш телефонот да е гласен, кај што не треба Да, да кај што не треба, не на погреб, не. А они тебе те прашаат за тоа, не те прашаат дали те мама, да вибрација или не те. Сега, кога ќе ми биде коментарот овој шлеперите на граница да не му се тоа е. сега нема да ми биде таков коментарот. Овој аниматорите да не му ги бараат на телефон сега. Дека сите му се Но не некаде. сакаме ниту една шанса да испуштиме, да направиме и добро дело и да заработиме. Така ми е мене Јасно, но не стануваше збор за ситуации каде што не би треба да биде не, такво Па дали ви се случува без сакајки И нормално. авион го гасам кој сака нека врти, не дај Боже да се срушам за 200-500 евра тамо. Не, никако. Гасам телефон во авион, обавезно. Слушај сега, кога сме кај гајда, еве сега информација од нашиот камерман, фала ти мајсторче. Денеска Вели Уницев ја прогласи гајдата за национално богатство од природно потекло, иницијатор Македонија и Турција. Да, не се свија што бил иницијатор Турција, не ми е јасно како самите не дошле до тоа да го направат без Турција, ама тоа е македонска Добро работа. да добро, ета. Знаеш како ни су клопија денеска гости, ни су Гледаш? тиктоков, ни су гајдата, ама ние Одлично. нема тоа. Нема случајности кај нас. Така е. Сте носели ли никогаш учила за сонце во затворен простор? Не, и најшто мразам тоа е тоа. Нели? Па за жал таква не е. Мене тоа ми е непочитување, Таква ти е ништо друго работата? или филмање. Не, ја нема да кажам филмање, луѓе од денеска ги гледаат што го прават Америка, што прави Лондон и кога ќе видиш дошол со бањарка во емисија, си викам зашто ја не. А па зашто не дојде? Па нема Не ти беше смисла, викам. исушена? Не, па ти реков бе мамо да А немој испереш. па време во кај ќе се суши. Па не, сега со Не тебе се. почитува, добро е тоа. Не, нема смисла, викам ај Ненад прв пат ќе му отидам да се шокира човекот и онака со Да не тешка. влезам во емисија. Тешко му е што ме викна и онака, па уште да го шокирам човекот, нема смисла, ме разбираш. Значи добро, со научили, со очила. Не, седиме во- Додека пушташ музика си бил. Да, има, абе луѓето сакаат да Чекај, со бањарка? Како Да, гледаш? и со бањарка отидов у Скопје, у Мусандра, со бањарка влегов у дискотека. Ама ме На сакаат маскенбал? деца да го На сакаат тоа. маскенбал? Што? Не бе како маскенбал, но На одлично. детски роден ден? Викам, Викам секој ден маски. мене ми е секој ден маска. У коментар викам ако пишете викам 200 лајкови, ќе дојдам со бањарка. 1200 лајкови дојдат на Добро. коментарот. И ако не се појави, ќе испадне в нефер. Така, Тоа вие што така. сте политичар, сега не се мешам. Да, немој со нив, немој ништо. Немој, не ќе да лажам ја, јас сум човек. Беше танц на јавен настап кој што ќе си го пометите. Како? Смишен танц. Наш? Ваш, ама На јавен на настан. јавен настан. Или Негде настан. кај што е непланирано, да речеме. Ви се случило, сте го направиле, сте изиграле, па ви било Ја после играм малку на сите незгодно. можни настани. Мислам, си сакам музика и нема шанси да седам Смешен. додека. Па тоа гледам сега смешен. Каде е смешно си играла? Смешно. Може сум играла смешно во Енџелс кафе со другарка ми Костадинка, бевме на Владо Јаневски. И сега ние да сме блиску до шанкот, а сите се тепаат да се блиску до него. И ние ваму позади, тоа просторот наш. Па после се зафркавме кога се враќавме на Скопје, викам кој бе со кореографија отидовме ние на Владо Јаневски. Тоа надоле, нагоре, играј. Супер ти е лаба. Женска работа. И стварно беше не е женска работа. Не, немој се да се А скарате. зашто ги делиш танцовите на машки и на Па женски? нема машко што ќе игра од горе до доле, не сум видел такво нешто. Они обично стојат и ги гледаат тие што играат од горе до доле. Кореографијата ја спомнам, да се разбере. Значи зборувам Мамо, надоле, нагоре со Да, нозете надоле, движење, надоле, не, само. надоле. Како нема мажи? Па недоволно мажи ти се гледал. не знам ја мажи не гледам, ја жени гледам. Со деца дека е поише за тоа. Да, ја не пуштам у клубови, не, само играте ги пуштам музика. Ајде, нека биде тоа Много некој интересно. смешен. Само да си ја соберам колешката. Ако она си е супер која ќе ја фати смешката. И сте го пробали некогаш вкусот на храна од детска кујна? Знаеш, Или, оние јас тука детски ќе додадам уште едно, или од миленици. Ау, немој бе, Ама нема не, сега. чекај се, зборуваме, ти не знаеш какви се сеја колаченца за куќа. Супер да си ги пробаш сите, има милени никош. Но за тоа ме интересира. Не сум не, пробал. Изгледаат преубаво, се и се што има во Мирисаат. право. Не ми мирисаат мене убаво, за изгледање изгледаат топ. Посебно тие некои додатоци што се имам дома куќе, најубавото куќе на светот, Ралф мој, меѓутоа нема причина заради која што ја би јадела Што или куќе би имаш? пробала кокер. Ако. Да. Што би јадела да пробам никогаш. Не, Не се шанси дошло нема. до По грешка може. А ако им кажеш тајте 1000 лајка ќе јадам куќешка храна? Не. Мачка, конзерва од мачка која. Све во некои нормали пак на кај кучешка сега. храна. А иначе не. детска да, како Детска? не. Ма сега, Секогаш. Секогаш, Сите сме да. пробали. Детска храна, не знам под што да разбирате, кашивен. Чоколино, Каши. кашички, Чоколино јадам кашички, секој да, ден. да. Затоа сум и ваков малце детски настоја. За да остане детето во него, знаеш како Дали е. никогаш сте пробале да отворите врата
слика со погрешен клуч. И да буцаш. Да. Каде? Ти успеа. Не знам точно каде, меѓутоа сигурно беше погрешен клуч, затоа што имаше на привезочето околу 3-4 кои што се исти и додека да го погодам тој вистинскиот, формата да речеме иста И дека Марфи, тука последниот Да, те секогаш, така? Секогаш. Ја искрено немам веќе таков проблем, Ама пошто ти си на картички. Не, отидов си ги обележив и црвен ми е едниот, жолт ми е другиот, розов ми е другиот. И знам дека у розевата ми е прва врата, ставам розевиот. Не знам зашто вие постариве повозрастните генерации. така ли на родители бре? Извини мало, сега морам да бидам директен, значи земи облежи си ги. Па тогаш немало такви пластични сега. немало, па земи со маркер. Јас зборам пред 32 години, не зборам за сега. Пред 30 Да години. завршиме вака муавето. Ти си на возраст уште со 3 клучеви. Ние сме на возраст со поише Со клучеви. поише од 3. Дај Боже да доеш на нашата Штета што не сум дошол со опелот, на него имам закачано од прадедом и куќите што ми ги има дајано у Мариово. Оди после најди го. Оди после тамо нямаме лежано. Така. Дали никогаш сте направила слика со случајни луѓе, мислејќи дека ги познавате? Не. Не? Не, фала Богу, ме држи паметот. Ова е добро. Некогаш дали сте ја нарекла наставничката мама во училиште? Да, мислимо слижано, сигурно. Не знам, не се сеќавам толку, не знам. Јас не. Да, бе, Мислам брзани. дека не. А и блиски ми биле. Некои наставнички толку многу ме сакале што ми попуштале на сите глупости што сум ги правил. Да ти кажам, ако сум постара генерација, јас сум правила глупости, ама не Не, ми глупости сега, не кузна што да навредам другарче, јас сум бил секогаш против за тоа. навредување. Не за навредување. Ти Ја, пачка например, никако, мене ми се има никако. случајно на една Татјана се викаше гимназија бе. Ја земав чевлата. Имаше едни неонки, вака на 4, да ги кажам, фиксни жици или како да ги наречам. Се држеше неонката и ја врз неонката и ја ставив чевлата. Иде Ја класниот, иде класниот. Плаче. Каде е чевлата? Што е работа? Сега, другарка, председател на клас бев, значи. И не кажуваат што и како. Јас само вака нагоре. Ајде, качувај се на столче, Тука те на смени, а? масата. Тука беше Кој? пресудно да те Не ме смени. смене. И не, Васко Јанушев ќе се го поздравам. Сега втора година му ги издов смоките и Васко плачеше. А ми беше партнер за матура и со една умрена чавка во средно ги плашев и така ми останало тоа Не, до не. сеќавање. Ја па ништо не се сеќам од Не се сеќаваш? Ништо. Во музика и во гајди бил цело време. Дали некогаш сте влегле во погрешен автобус, во погрешен правец и Ја, нешто да ти ја, останало травма? Погрешна Или кола некаде? си влегла. Ќе ви кажам за Погрешно. короната за автобус. Ајде, гарант имате некоја Немам приказна. влезено у кола, среќа Некаде, здраве. во кола, автобус. Али во автобус, да, си се возам и после гледам и кај сум дошол, ве си викам. Викам автобусот водачот, викам, кој е број ова? Ова збориш градски. Градски, бе, градски. Среќа не си отишол Во некаде. друга земја. И кај автобусите прво ќе кажам, меѓутоа бев мала. Сепак не многу мала. Мајка ми дека од Србија и една братучетка ми беше дојдена од Крушевец и не праќаат, мама не испраќа од Велес, Скопје, мајката, односно тетка ми треба да не чека во Крушевец. Добро. И во Ниш запираме, и тоа рачуните каков безобразен шофер, седиме на првите седишта. Деца. Да. 13 години да имав највише. Братучетка ми една година помало од мене и одиме до тоалет. Се враќаме, го нема автобус. Немаш тогаш Оставил. телефони, немаш ништо. Да, како човек. Немаш, го нема автобусот. Што правам? Една година сум постара, за рака ја држам, Душица се вика она. И одиме на информации, автобусот ни го нема, отиде, значи ние отидовме у тоалет, ние не седавме у тоалет. Да. Завршиш работа, излегуваш, знаеш дека автобусот Да, те чека па. тука сте биле до него, деца. Немам телефон, немам како да им јавам на мојот освен фиксна линија. Србија, Македонија, се пеќат звонам у Македонија, тетка ми ваму. Хаос се направи. Со следниот нареден автобус одеше за Крушевец Некачија. И само тетка ми која го чекала дека е таква целата. Да не, мислам грдо е да го кажам, тоа мајки, шајки, све, он торбе. Тата, торбе, де су ми деца. И така Не, да, не. натаму и така натаму. А кај колите, за короната беше, ја не знам како, колата наша, донеа иста кола како наша. Ама ја не гледам, ја и ден денеска влегом, бела е колата, нема врска. И ја отворам, значи колава отворена, го клучувам клучот, најверојатно тој не ја заклучил, не најверојатно него не ја заклучил човекот, претинет се случаја, нема врска кажав сега, Лиса Трговскиот. И влегом и сега гледам лимуни и јапчиња. На задно седиште. Нели торби да си ги ставам. И викам Сашко купил лимуни и јапчиња. Што се јапчиња во отворам? Ова не е наше. Знаеш како оно е како крадец, затварање вратата, а од нашата кола доме. Значи тоа се деси сега во корона. Не. На стари години. Да. Не. Се случува. Се случува, да. Се случува така. Отиде времето 50. Леле, брзо да пееме. Брзо. Нема прашање више, после. Ајде. Океј, кој прв?
Како некој сценарио? Јако, ајде, јако, малку диџеј да пее. А ќе слушаме и матрицата? Да. Матрица ќе слушаш? Озбилно? Сакаш на Значи, сува само капела? матрица имаш, ако излезеш од тоналитет, твој проблем. Не е број тонитетот, текстот не го знам. Ева го, Текстот го на имаме. телефон Ќе гледај. ти дадам текстот, чекај само да не... Ева, Еве, јако, ти го. Сите Мене требаше 63 фонда да ми го Ти испијам. ја знаеш на памет, бре, човече, твојата. Пуштай да. Пази само да го фатиш. Чекај, ќе ти кажам каде. само за расположени пред нашите екрани на Телма. Пратиме се. Баш би било щетата, не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од слон, меѓу жени еден тон, а сега љуби ме, гушни ме јако, јако, скрши ме како мама, тато, љуби ме, само ти знаеш како, гушни ме, јако, јако, сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето, ти си ладна, како јануари, сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето, ти си ладна, како јануари, љуби ме, гушни ме, јако, јако, скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како, гушни ме, јако, јако. Така пеат диџеите во Македонија, добро е. Имам уште игри, уште пеење и предизвикот на самиот крај, така што бидете со нас, се враќаме веднаш после реклама. Да, се враќаме назад, имаме уште 10 минути за овие неколку игри, па потоа предизвикот, затоа останете до самиот крај. И ќе пееме. И ќе пееме секако. Македонско девојче, ајде да Чекаме откриеме. само, пред да пее, може да кажа само да... Да, морам Сега да не кажам. пееш, Не, сега не пееш, само кажи го. Аз се извинувам. Тизерче. Да. Да запеам? Не. Аз само сакам да се извинам на гледачите кои ќе ме слушнат после, дека во 7 оделение бев избркана, тоа е колку да да ми рече. Ај ти скалата ја до ре ми фа со и не можам више да допеам. И нели имаше други секции, а нито оди на друга секција, а иначе ако нешто сакам во животот, тоа е песната и пењето. Ќе имам таа можност, јаве настап да идам тука сега. Затоа ќе си одиш по караокиња, таму не се пеачи, не одиш во фестивал. Таму нема да те суди кој ти кабриши. Таму, извини, тоа е за сите. Така. Океј, ајде да одиме малку со игра. Во меѓувреме само еден гледач имаме стандард време да вклучиме, ќе ни јават нашите колеги која ќе го имаме на линија. Што сакаш да одиме като ајде, желба да исполниме? Ајде нека цртаат. Побрзо оди за да ако имаме гледач да може. Ајде синко. Добар сум цртач. Значи што е финтава со цртањето? Дај му го на Боно овој фломастер, ајде. Ако не ти работи тој. Види таму, провери. Ета. Муабетот што е? Ајде. Со едно спуштање на фломастерот, Аха, само нема да дивење, само нацрташ, движење. црташ, може новогодишно нешто украси така натаму, ама едно спуштање. Добро. Значи да не прекинаш. Разбравме. Добро ми е да подобјасни. Се. Да. Сашо, ево, кај јас сакам фелка. Ако да е Не новогодишно, препишувај па се, што што? препишуваш? Сигурно палма нема да црташ. Новогодишно. Боно почни денеска. Добро. Не кревај тоа. Се снаоѓа. Толку? Да. Добро. Мама увек била подобра да ви работи. До кога има време да Анита, Можеш, денеска можеш. да завршиме. Може. мојата побава. Добро, кренија да видат гледачите. Така е, накај камера, двојка, мислам дека ќе биде. Сега ќе ја видиме. Ете ги. Така. Браво, Добро е. тоа се елките на нашите гости. Одлично. Па се едно кремање мачор да не сакам да ви нацртам. Мислам дека некој Дрво или екипана. куќа. Некој во мраз, или у најмала рака, некој лампион. Ама добро, па елка е добра филм.
Добро, имаме гледач. Режија, што правите? Немам изгледа. Добро. Ајде одиме со... Имаме. А, имаме? Ајде, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Гледачко Скопје, Снежана. Господја Снежана, со Да. кого не следите? Па, фамилиарно дома бе. Сите, па, Следиме. одлично. Да ги поздравите сите по ред. Еве вака. Да, Од фала. нас. Како ќе го поминете продолжениот викенд? Па ќе видиме, зависи од времето. И А не е така. испланиран? Па не е се уште испланиран. Не е се уште. Добро. Ајде, она што ние го испланиравме, дека за еден гледач и денеска ќе имаме убави подароци, новогодишни подароци од нашите пријатели Флорис, но, знаете, не гледате редовно? Да, многу емисијата добра, забавна, имате многу добри гости. Благодариме. Значи, знаете како ќе стигнеме до подароците, така? Па, да видиме. Овде, сега ќе го пуштам по гостите да го видат поимот, односно јадењето, ајде ќе ви помогнеме. Јадењето, Поврзано со Нова година и со зима, така да да го гледам со да и со не Па треба претпоставам, да да, како не. само со да и со не треба да ја помагаме на Да, господјата ќе Снежана. помагаме. Господја Снежана, повелете прашање, ајде. Прашувајте. Па дали е благо? Не. Не? Солено? Да? Нали се кифрички? Не. Како? Кифлички не. Кифлички не? Боно. Оно? Ромат? Роат не. Солено. Дека околу Нова година, значи што е карактеристично нешто повеќе. Да. Сарма? Така! Сарма, леле, како чуо што ни се јаде, тоа се ставаме. Да. Сарма. Ако нешто сакам за Нова година, Па, ние школечке луска, ние покажи овако, таму. Ако туку е нешто сарма. сакам за 365 дена. Не ли? Сарма можам и јас секој ден да јадам. ми се Каде да јаде покажеме само сарма. двојка кец, када? Како? Не, ништо си правиме обед со мајсторче овде. Па на двојка. Еве ја сармата. Чисто да видат дека нели тоа ни беше како поим напишано, односно јадење, задачата да се погоди. Е, Добро. сега, Снежана. Значи, господја Снежана, Да. имате еден ваков прекрасен украс, новогодишен, еве Се го, гледа? Да, Е, за сега се свекичка гледа. натре да се со стави. еленче. Многу е добро. Да, за свекичка е, веројатно. Да, да, сигурно. Не, има сјаличка доле, се пушта. Свекичка. Добро, имате лампиони за елка и имате, само да видам што е ова, мислам дека е една прекрасна чаша. Новогодишна, да. Добро, да не ја склопувам сега, со Дедом Радоска капа има горе. Ајде, помогни. Добро, заглави. Да видам? Ај, колку е добра. Еве, господја Снежана, Да. Фала ви да си многу, уживате во беше чајче. прекрасна. Благодариме и на вас, да си дојдете во телевизија од понеделник. Значи, од вторник. Од вторник, да, По понеделник не се продолжениот викенд, работи. значи од Ајде, вторник, поздрав. од 15 до 17 часот, поздрав до целото семејство и уживајте и ова нека не подсетува на нас, на никој како. Така, имаме 4 минути екипа. Ајде. Гасам превиуто да не видите што е. Нашата следна игра е погоди кој сум, така? Да. Значи, тоа што го имате на глава, треба да го Само да го погодите поднаместам. само со да и со не. можеш. Ќе ја прашуваш Анита, Анита ќе го прашуваш Боно. Добре. Само со да и со не. Прва на двојка. Наследите се таму да видат гледачите боре што ви пишува на главите. На главите крени глава. Ете така. Е. Смајли, ајде, одиме. Кој прв сакате? Значи, знаете како? Ја малку не гледам. Готово. Да. Да видам. Како беше многу не гледам. Како беше асоциацијата? Не, Колку вака се, асоцирам? вака се, не го асоцираш. Он прашува, а Ти ти со го да и со кажуваш не, да он и треба да не. се погоди себе Себе си. си. И Музичар ли обратно. е? Да. Пее народна? Не. А, Побрзо, 4 минути имаме. не пее народно. Не. Не пее. Пее моментално? Да. Ајде, Ајде, каде не, Се прашувај? блокираше две прашања. Праша од тука, Само да од ви кај кажам нас, се кога од- Во група ставаме. или саме? Сам. Сам. праша од Македонија. Од Македонија? Не. Не од Македонија. Од? Од каде? Е, па сега Па не родам може. у Босна, живее сега како да ти објаснам. Дино Мерлин? Не. Го се знам. Не, ќе ме скршиш и оваа игра да мамо. Србине? Па... Нешан. Така, мешан, да. Позна. Многу популарен. Ајде, Ајде. 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 Не знам, мамо, не знам. Молим те, сине.
Немој да ме Праши уште нешто, разочаруваш. ајде. Пее тажни песни. Баладија, прекрасни секакви балади, се, прекрасни се, бързи, се, големи се, концерти. и долги ајде, големи Најпозната, пеења. најпозната. Пеович. Не, Жеко Симович. не. Не, уште постаре, ајде. Постар, Да. постар. На 13 март има концерт, пошто ти си по музика, тебе ти помогнеме. Чекај, бе. Ајде, Дрска ајде, немаш, ајде. ај асоциреме. Асоциреме, не знам. Шо ме, па прашајте. Убава ли е? За мене најубава. Македонка ли е? Да. Народно пее? Растура. Жива е? За жал не. Добра, тоа е многу важно. Народно. Да, Да. ломи. Почината. Да. Да. Дури со диџеј има со работа. Беше на Евровизија, ајде. Почината. И на Да, Евровизија. да. Ајде, мамо, гледаш како е, гледаш. Ајде, 4 минути, 4 минути. Бе, сте кажале, бе, гледаш. Постара генерација? Од вас да. Леле, се изгубив на Евровизија била. Ајде да. Ау, мајка ти бетар од тебе. Па добро, колку беа на Евровизија? Од постарите Од колку наши беа народно што пеа? представници. Кои беа на Евровизија? Леле си. Ау, лесна и земја, Есма Теодосиевска. Не е фер, Кати помогна, не е фер. Еј, тебе ти кажавме кај уште број Ајде, чели не ајде, ти а ти, кажавме. ајде. Ајде побрзо. Значи има хитови страшни што ти сигурно ги пушташ. Да. Ама не на деца на Пусти, пусти моду, ајде. Ајде. Пусти модул. Како беше бе? Здравко Чолник. Океј, одиме на реклами, па не чека предизвик, бидете така ќе биде интересно. Чекай, има реклами да пее. Ау, ај после реклами ќе пееме. Уште реклами. Ајде реклами. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ке се роди поубаво девојче од Македонче. Нема звезди полични од твоите очи, да се ноќе на небо ден ке раздењат. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Има ли? Нема, не ке се роди поубаво девојче од Македонче. Одиме со Оро на предизвик. Паѓај Орото. Ета. Добро. Океј. Thank you за овој прекрасен избор, Анита, на Да, најубава. македонско девојче. Навистина ни беше задоволство да ја слушнеме. И мене да ја отпеам. Ајде сега. И Да задоволство дуваме. беше наше да те слушаме, Анита. Ајде, еве Лилја, колку знаме, едва чекавте да запеам. Дими джам ке правиме сега. Ајде се овој гајдашов да Думате дали видиме се дали добри, ќе се само истакне почекнете, или сепак Анита ќе биде побрза во играта и предизвикот кој што стартува сега. Прво. Анита, добро. Вежбај, дување. Ма нема, требал гајдата да Да,
Отдавна сум свирал, нема. Да, одлично. Екипа, тука сме на крај, како што можете да видите, немаме уште многу време, но са самиот крај сепак се ближи новата година, се ближат празници, како ќе ги поминете, некакви планови, нели? Боно, ти верувам и ангажмански, така? Работни за 31-ви? Да, и први, втори, трети, 28, 29, 26. Честно треба да се купи. Сервис има голема работа, ето, ланецот е 300 евра, 400. Аха, добра, супер. Треба се заработат пред нова Да, година. мора иначе така. Сарми кифлички, руска салата, платца, шахторта задолжително за маж ми во кругот на семејството, на пријателите. Чекај, шахторта, каквата? Па ќе ме викнете следниот пат ќе ви донесам, за да не ви раскажувам. За благо не се раскажува, благо се пробува. Следниот пат ќе ви донесам. До година, бре. Празни раце, Па денеска немавте интерес околу тортите. Точно. Значи викаш шахторта? Шахторта се, значи се од ова убаво, да му го речем. Најубавите празници. Да. Така, Баба Јанита на вистина прекрасно готви. Не сум пробала, ама Се гледа гледам како изгледа Не тоа многу на е хит што се социјалните фалите медии. на непробано. Не сум пробала, ама преубаво. Ама предпоставувам, Не, изгледа се преубаво. Да. Знаеш каква погача прави кога имаат никаква Така си е слава, си имам сега да честитаме на Значи, сите, Бона, да не сум бил на забава, ама преубава забава. Особено децата. А Васи на торта ќе има штанници, манлици, Не, ја би за срнечки грб, ако може. Ама Васи на едно од најубавите, да знаеш. два диджеја, значи тоа лудило, кифлици, мифлици, хаос, дечки се гледаме. Thank you да ни дадете пак. Здрави, живи да се гледаме само за Во убаво. вторник Екипа, викенд ни се нови гости. вторник, така е, одморете сега малку. Сите заедно со нов член, двајца од нив тука во студио, а сите Кој други. бре? Леле, Видиш? каков пиер напри, нов Ти член, видиш? стар член, Да, ово, сите јор. заедно. Дитко ќе има многу музика, ќе свираат, ајде. Чао. Чао, собери чаш.